правам за децата, секаде јас ги носам, а ти тука дома како гостин седиш, не можам повеќе? Не, стој. Затвори устата. Кој работи за вас по цел ден? Стоп, доста е, мамо, тато. Дали вие мислите дека кога вие се карате, дека јас и брат ми си играме во собата? Не знам што мислите, но знам дека не мислите на моите чувства. Кога доаѓа Давид и силна ме гушка, и двајцата се криеме, еве вака. Додека вие велите дека ќе се разведете, јас и Давид почнуваме да плачеме и се велиме во себе. Дали сме ние виновни за разводот и за сите караници, кој да не чува, кој да не носи на спорт? Се разделивте, кажавте дека ќе е подобро, но не излажавте, сега е потешко. Тоа објаснуваат и куферите, одење од еден во друг дом не е лесно. Најтешко е кога мама ќе се налоти на тато, нема гледање со тато. Замислете, нема гледање со човекот со кој другарувавме, се гушкавме по цели денови. Најтажен ми беше вчерашниот ден, мојот роден. Сите дојдоа, имаше многу подароци и многу балони, но тато не дојде. Се налутил на мама и не дојде. Се ми измешано во главата, не знам што се случува. Ова ли е подобро? Дали сум јас виновна, па тато не дојде? Дував свекички и замислив желба. Да, замислив желба, но овој пат желбата не е само за мене, туку и за сите деца, возрастни, слушнете не. Знаеме дека ако мама и тато не се сакат, ќе се разделат, но родителството треба да за секогаш. Ние ве сакаме и двајцата, ние не сме само мама или само тато. Ние сме половина мама, половина тато. Секоја ваша караница носи болка, еве тука. Секој лош збор од мама за тато или од тато за мама носи болка. Родителите не се делат, слушнете не. На нас децата двајцата не требате подеднакво, затоа што за нас мама плюс тато е еднакво за секогаш.